Веќе подолго време забележуваме двајца европски волонтери во нашиот град Неготино, па сигурно се прашувате кои се тие и која програма им дозволува да бидат дел од неформалното образование. Станува збор за Европски волонтерски сервис и за оваа програма разговараме со Емилија Андонова, координатор на неформалното образование во нашиот град и одговорна за сите активности кои што се случуваат овде и во Центарот за регионален и одржлив развој. Европски волонтерски сервис представува програма која што е дел од Европската комисија и нас ни представува задоволство како организација да имаме таа чест во исто време да хостираме и вие волонтери кои доаѓаат од различни земји од Европа, а воедно и да ги испраќаме нашите мотивирани лица надвор од Македонија. Целта на програмата е волонтерите кои ќе дојдат да се стекнат со различни знаења, искуства, а воедно да ги споделат сите активности кои што сметаат дека треба да бидат споделени на младите кои се наоѓаат во таа земја. Како организација, Центарот за регионален одржлив развој има чест и задоволство во овој период да прими двајца EBS волонтери. Тоа се Иларија која доаѓа од Италија и Џан од Турција. Нивниот престој во Македонија, односно во Неготино, ќе трае 9 месеци, започнувајќи од месец мај па се до декември. Воедно, исто така, карактеристично за овој проект е тоа што тоа е проект кој е грант од националната агенција и воедно овие двајца волонтери имаат можност да ги запознаат активностите на нашата организација, како и работата со младинските клубови, дебатниот и медиа арт клуб и да реализираат различни активности кои што се поврзани за нив и за младите. Здраво, јас сум Анета. Здраво, јас сум Стефан. И ние сме менторите на EBS волонтерите. Многу често го добиваме прашањето зошто баш ние како добивме мотивација за да бидеме ментори на EBS волонтерите. Па што не мотивира нас, Стефан? Па, фала ти на прашањето. Што ме мотивираше? Ме мотивираше тоа што веќе повеќе години сум во невладените исти како и ти. Тоест 3 скоро. И до сега имам поминато 2 EBS волонтери, со кои што сум имал онака, значи, типична традиционална соработка како предавач на дебатен клуб, како член на медиа арт клубот. Не сум имал директна поврзаност и соработка со него. И искрено сакав да пробам нешто ново, да се вклучам во овој проект како ментор и ми беше многу мило кога го видов повикот, аплицирав најнормално и многу сум заблагодарен на координаторот што бев избран за ментор на Озгорџа. Исто така, друг бенефит кој што мислам дека ќе го добијам и го имам, тоа е подобрувањето на вокабуларот од англискиот јазик, пошто постојано комуникацијата со него е на англиски јазик. И исто така, друго ми беше мило што ќе соработуваме за предавањата на дебатниот клуб и се така. Па да, навистина, како едни од постарите членови, јас и ти, беше редно да пробаме нешто ново и нешто интересно. Исто така, мене ме мотивира тоа што кога дознав дека Иларија, кој што требаше јас нели да бидам ментор, се занимава со видеомонтажа, фотографија и јас како лидер на медиа арт клубот многу сакам да соработувам со неа пред се, да научам нешто ново и заедно со неа да ги организираме нашите работилници, па и воедно јас да дознам нешто многу повеќе како и за областа која што ме интересира, па така и за италијанскиот јазик и низината култура и така натаму. И турските серии, например, понекогаш. И воглавно многу ме интересираше како оди цел тој процес на EBS проектот, бидејќи иако немав досега доволно години да го искусам тоа искуство, прво сакам да го обсервирам како еден EBS ментор, а подоцна и јас да се приклучам во истиот без разлика тоа дали ќе биде 2-3 месеци или пак малку подолго. Who I am? How can I answer this question? Maybe nobody know who is it, but anyway, in this context, I can say that I'm Ilaria Marangon. I'm 26 years old, and I'm from Rome. I'm born there, and I'm Italian. And
I live in Rome until 18 years old, and after I moved from Rome and I went to study in another city, far away from my family, and I went in the north of Italy because I said, I don't know, I want to try to live another experience, I want to try to go away from my comfortable zone and to improve myself alone. And I started to live there for 6 years, and after during my path of university, I was really immersed in my duty about the university. And I was every time taught about being involved in some social activity, but I wasn't have too much time because as I said, I was really busy because I work at the same times of my study. So I never had the possibility to do something about my community. And just at the end of my study, I said, okay, maybe now it's my time to do something for me, but not just for me, also for help people. Maybe I don't know where. I wasn't able to choose the place where I wanna go, and I just tried to apply for some EBS project because I thought, okay, maybe it would be really nice for me do an international experience to improve another language that is mostly English and maybe learn another language more. What you will suggest to the youngsters that have doubts to do an EBS project? What I can suggest to the youngsters, I can suggest to don't have doubt about this one in general on the life. I mean, if you want to do something, do it. And this is another really interesting things that the EBS project can teach you, because you can understand that everything is about your voluntary, and it's if you think about something with in a positive way, maybe you can do whatever you want. So I can suggest to do an EBS project. Because it's your time also to understand that. Sometimes we don't have too much time to reflect about that kind of stuff because we are too immersed in the life, and we don't have time. We need to run around, and we don't have time to talk about what we want to do. And the EBS project is also something to understand what is about you, what is around you, to understand also all the possibility that the European Commission can give you to travel, to study around, because if you are involved in some project with the European Commission, you are involved with all the projects that the European Commission give at the youngsters, because there are a lot of this project, but maybe a lot of youngsters they are not so informed about that. Hello, right now we have the possibility to talk with our other EBS volunteer, Ozgur Çanalioglu. That's me. From Turkey. And first of all, I would like to ask you, what challenged you to do an EBS project? It wasn't a challenge to me, I can't say it was a challenge, so it was kind of, I was impressed by the volunteer work and to work in another country, to know the country as socially, the other age group and stuff, so that's it. Okay, so how would you compare the youth in your country and the youth here? I can say that I know lots of people, like in the same age group with yours, but I know the youngsters from the center and a couple of guys from Turkey. I can say that the youngsters here are working more for the future, like going to an NGO or working more for the university education, learning languages like English, French. French, like, it's also popular in Macedonia. I know that you have it in high school. So I can say they work more. And in the end, I would like to ask you, what would you suggest to the youngsters here? I know that they have lots of things to do, like going to center, attending meetings, go to school, and they have also their hobbies and stuff. And
I would suggest them to take them lightly, not putting too much stress on them. And also taking advantage of the youth exchanges in your center. It's a good opportunity to see other countries, also in other cities, to meet new people, to open themselves to other people, other influences, change their perspective. That's it.